Во Кочани на улицата Климент Охридски утринава нешто пред 6 часот е убиен 55-годишниот Ванчо Стоилов. Малку пред тоа, полицијата од синот на убиениот примала дојава дека неговиот татко ја нападнал мајка му со мала секира. Полицијата веднаш заминала на посочената адреса, но таму веќе трагедија имало, зашто Ванчо веќе бил мртов со очигледна прободна рана во градниот кош. До него, со повреди облиена во крв, тешко ранета лежела и неговата 46 годишна сопруга Наталија. Со оглед на тешките повреди, Наталија итно е пренесена во Штипската клиничка болница. Примена е жена со тешки телесни повреди на глава и на череп. Згрижена е од страна на лекар и медицински персонал од неврохирургија. Моментално е во стабилна здравствена состојба, надвор од животна опасност и се наоѓа на оделението за неврохирургија. Убиството кое утринава го шокираше Кочани, за најблиските соседи и денешните наши соговорници е апсолутно изненадување, бидејќи семејството на Стоилови го знаат како хармонично и без семејни проблеми. 40 години и 50 може има, како сме тука дојден. А со ни? Па со ни. И како семејство како они ве? Супер, живее си. Не се е ништо чуло до сега. Не знам, не сам чул да се карат, не сам чул да се расправат, не знам, нема поима. Мирно семејство? Мирно семејство беше, немаше проблем. Ампе мирни беа, не беа некои... Не се чуло ни кавга, не се чуло, ја не знам, од дека ово сега испадна, не ми е јасно. Меѓутоа, зад камерата на телевизија Стар, други подалечни соседи за ова семејство даваат сосема друга слика. Според нив, во последно време, таму кавгите биле чести, а кулминација имало пред една недела, кога Ванчо, од непознати причини во афект, со секира ја искрешил влезната врата на куќата. Случајот кој денес е исклучително актуелно за јавноста на полицијата и отвара многу работа, бидејќи таа треба да утврди ред околности по кои се случило убиството и, што е најбитно, кој го извршил убиството? Мајката, односно сопругата во самоодбрана или синот во одбрана на мајката? Оваа дилема и го одлага официјалното соопштение на полицијата во врска со основните информации за убиството, што само потврдува дека полицијата во моментов не е сигурна што точно се случувало на улицата Климент Охридски во Кочани. Имало ли време и потреба мајката и синот за нешто да се договорат, сокријат или не, полицијата интензивно утврдува. Во секој случај се работи на повеќе верзии, кои во најскоро време треба да ја издвојат вистинската. Инаку, ова е второ убиство во Кочани на значаен верски датум. Денес е православниот празник Вера, Надеж и Љубов, а претходно на 14 февруари, Свети Трипун или Свети Валентаин, денот на залюбените, но во 2018 година, мажот си ја уби супругата пошто се самоуби со фрлање од вториот кат на штотуку изградената куќа во Кочани.